Почитувани гледачи, добро утро и добродојдовте уште еднаш на нашата утринска програма Нов ден. Денес имам особена чест и задоволство да ви представам едно еминентно име од македонската медицина, професор доктор Јовица Угриновски. Добро утро и добродојдовте. Се надевам дека не ви го пореметивме денешниот ден волку рано. Не, јас сум и онака рано будник, така да не ми е пореметено ништо. Професоре, Македонија овие денови се наоѓа во екстремно, така кажеме, така жолта фаза на температури. Па и вие како лекар, може да дадете некој совет за граѓаните воопшто како да се однесуваат на овие горештини? Советите се веќе дадени преку медиумите. Тоа е то, нажалост, нешто што е вон човечка контрола, а сепак е човекот виновен за ова што ни се случува, со овие екстремно високи температури. Не само температурите кои што се високи, туку и УВ зрачењето, ултравиолетовото зрачење, кое што е посебно штетно. Нападствијата се тие, едни и единствени, без потреба да не се изложува човек на овие високи температури во периодот од 10 до 4 до 5 часот, да пие што повеќе течности, лесно облекување, почесто туширање, разладување, тоа е. Меѓутоа, не секогаш ова може да се спроведе. Добро, ние денеска во нашата утринска програма ќе ставиме акцент повеќе на спортот и планинарството. Првото моје конкретно прашање било, професоре, докторе, колку спортот е важен за здравјето на еден човек? Спортот во исконската смисла, а тоа значи движење, е и текако битно за човечкото здравје. Човекот е склоп на два система. Еден систем тоа е телото и вториот систем е духот, неговиот духовен живот. Ако гледаме човечката еволуција, човекот пред многу илјадници години повеќе бил оптеретен со физичкиот дел, а помалку со мисловниот дел. Денешната ситуација е обратно. Ние сите сме сега, нашата дневна активност е 99% умствена, а многу малку физичка активност. Излегувате од дома, да компилирам еден обичен секојдневен ден, ваш, мој, на било кого. Излегувам од дома, притискам копчето на лифтот, значи не се симнујам 2 спрата пешки, него со копчето и со лифтот се спуштам. Дури не правам ни движење колата да ја отклучам, бидејќи нема клjuč, него има на далјинско. Ја отварам колата, седнувам во кола, влегувам во лифтот, влегувам во канцеларија и поминам 8, 9, 12 часа седејќи пред компјутер на работното место. Каде е тука движењето? Сега, рекреативниот спорт, рекреативното движење е она кое што му овозможува на организмот да се размрда, да ги раздвижи зглобовите, коските, мускулите и што е многу битно циркулацијата. Не постои средство кое што може да ја размрда циркулацијата така добро како движењето. И сега ако на тоа движење вие му додадете уште и релаксација, значи кога се бавите со физичка активност, со некој вид на спорт, било кој, вие го одмарате мозокот, го замарате телото, ја не би рекол замарате, него го раздвижувате телото и го одмарате мозокот. Тоа е суштината на рекреативниот спорт. Професионалниот спорт е нешто сосема друго. То и самото име кажува професионален спорт, тоа е професија. Као што некој е водител на емисија, некој е доктор, некој е професионален спортиста. Това нема врска со рекреација. Професор, од друга страна имаме една парадоксална ситуација, така да кажем, денешната младина, 90% може да кажеме слободно, Facebook, компјутери, недвижење, неактивност, на некој начин, кога ќе направиме градација од минатото, кога сте се вие движеле, јас и другите вака повозрастни, а има тука еден проблем дека младите не може се уште дека да ги научиме дека мора се движат. Денеска, за жал, тоа не е случај. На младите треба уште од најмлада возраст да им се усади потребата, не да им се каже дека мора, све што некој ми наложува како мора,
prirodno imam averzija kon tova i go izbegnuvam, бидејќи го прифаќам како наредба. А ја наредби, никој наредби не сака. Треба да се убедат дека е пожелно и дека е потребно да се движат, да им се усади како секојдневна потреба. Работни, односно еден обичен ден на еден 20 годишен студент или 18 годишен средношколец денеска изгледа така да он станува во 12 часот. Го пореметува биоритамот на денот, станува на пладне во 12 часот, легнува наутро во 2 часот и така. Прво, нема време за физичка активност. Второ, изгубен е контактот. Повеќе се склони кон виртуелните начини на живење, значи на iPod, на iPhone, на мобилен телефон, на лаптоп и дома на Facebook. За Фейсбукот викаат социјална мрежа. Нели? Тоа е вообичаениот термин кој што го слушаме на телевизија или во новини, социјалните мрежи. Кажете ми каде тука има социјално нешто? Социјално е ова, кога јас и вие разговараме и се гледаме очи во очи. Природна комуникација, така. Се гледаме очи во очи. Да јас комуницирам со некој од илјадници километри далеку, да не му го гледам изразот на лицето, да не ја гледам гестикулацијата, да чак не знам ни дали е машко и женско, ни дали е млад или возрасен, тоа не е бар за мене не е социјална комуникација. Знаеме дека ако не се на време спортува младите години, подоцна се прават на човекот огромни здравствени проблеми. Па ние веќе сега се судруваме, еве сега се враќаме на мојата професија, нели? Ние сега се судруваме со нешто што пред 30 години не сме го гледале. Например, заболувањата на рбетниот столб, дегенеративните заболувања на рбетниот столб, биле резервирани за популацијата, за возрастната група над 6-та деценија, значи луѓе од 50 и кусур години па нагоре. Сега истите тие заболувања ние ги среќаваме во втората, во третата деценија од животот. За само 20-30 години ситуацијата се променила. Деформација на рбетниот столб, равни стопала, прекумерна телесна тежина, кардиоваскуларни заболувања, ние сега сретнуваме инфаркти кај луѓе, кај момци би реколо 30 години, што по биологијата на човечкиот организам не смее да се сретне, не може да се сретне. Сето тоа е резултат на лошата исхрана, лошите навики на живење и углавном на недвижењето, на седењето. Вие, професор, сте голем љубител на планинарскиот спорт, па е вака една кратка дефиниција планинарството, како бенефит му носи на човекот во неговото здравје? Па јас ги учам моите планинари колеги, поготово овие помладите, дека планинарењето не е само спорт, не е само рекреација, него представува и стил на живење или филозофија на живење. Планинарењето можете многу убаво да го споредите со филозофијата на живењето. Например, качувањето на планина, движењето кон врв, е уствари стремеж кој што човекот го има во својот животен ток, нели, качување кон успехот. Сега, како стигате до успехот, така стигате и до врвот. Имате луѓе кои што трчаат за да го фатат успехот и патем ќе изгубат дах, и имате луѓе кои што како планинари кон планината се движат пополека. Тие што се движат пополека сигурно ќе стигнат на врвот, односно ќе ја остварат цел. Планинарењето е рекреативно движење. Прво, долго трае, значи имате од најмалку 3-4 часа до цел ден или повеќе денови се движите низ планина. Вториот бенефит е што таја своја активност ја правите на отворен простор, значи на чист воздух, не во некоја физкултурна сала или во некој подрум или во некој балон,
nego na čiz vozduh. Na вас делуваат сите природни фактори, делува ветерот, делува маглата, делува студот, делува сонцето, нашиот околиш. Напорот кој што го пружате е континуиран, значи постепен, долготраен, за разлика од тој спорт, например фудбалот. Вие во фудбалот имате интензивен напор за кратко време. Вие имате засилување, застанување, засилување, застанување. Тоа се разлика во тие спортски активности. Во Република Македонија, според ваши процеки, дали планинарскиот спорт е доволно застапен кај младите? Да, имаше еден период кога имаше застој во млади членови, да речам, во Планинарската федерација. Ова сега се променува и ние сега имаме све повеќе и повеќе млади кои што пристапуваат и се бават редовно со ова. Не инцидентално, денеска па никад понатаму, него кои што редовно се бават со овој спорт, што посебно ме радува. Ама тоа Федерацијата планинарска ја кошташе 4-5 години интензивна работа, да им придеме на младите во школите, да ги анимираме професорите по физичка култура, директорите и така. Добро е што имаме и огромно разбирање од Агенцијата за млади и спорт, кој што ги поддржува овие акции, и како пример може да се земе буквално Куманово, и е еден од најдобрите примери во државава, Кумановскиот регион. Планинарското друштво во Куманово интензивно работи со млади и е едно од најмладите планинарски друштва во државава, кој што има уплив од све поголем број на млади, мислам на деца од 10 години до 5-16 години. Може ли секој се занимава со планинарство? Може, апсолутно, апсолутно. Да не прават некои здравствени проблеми, големи висини, така не? Апсолутно. Прво, нашите планини немаат голема висина. Тоа се до 2700-2800 метра, што е пристојна висина и не пружа хипоксија, односно недостаток на воздух. Нашите планини се питоми. Можете да одите, имате шумен период, регион, каде што идете под шума, значи го избегнувате сонцето, имате вода на секој чекор, има планинарски домови, има населени места, значи не пружа некоја посебна опасност, воколку се обавува по сите принципи планинарски. Опасност имате и во градот, ако поминете на улица на црвено. Ако ги спазите принципите, нема никаква опасност. Која возрастна група? Сите возрастни групи. Планинарењето е спорт за дете од 3 години до возрастен од 103 години. Ама имам хипертензија, ќе каже некој, нели имам зголемен крвни притисок. Да, зголемен крвни притисок, али тој зголемен крвни притисок не ти смета да употребуваш кашика и да идеш во кревет. Ако тоа можеш да идеш на планина. Не на сите тури, на прилагодена тура, на прилагодена патека, со прилагодено темпо. И притисокот ќе падне. А вие сте прошетали многу места, не само Македонија, туку и надвор, а конкретно во нашата држава има прекрасни планини за планинарење. Апсолутно да. Ние имаме многу убави планини кои што се чувени во Европа и за среќа све повеќе и повеќе луѓе од надвор доваѓаат да се движат по планините. По нашите планини ние тоа го негуваме, се трудиме да го популаризираме, да го популаризираме овој регион. Различити се нашите, практички секоја планина е различита од другата. Нашите планини, за разлика од словенските Алпи, се сосема различити. Нашите планини се зелени, питоми, богати со шума, богати со шумски плодови, за разлика од словенечките Алпи, кои што се каменити, стрмни и тако даље. И едните и другите се убави. Зависи што барате. Како поминува еден вакав обичаен ден на планинарска тура? Смешка, шала, движење, одмор, комуникација? Ето е правата социјална комуникација. Правата социјална мрежа е таа. Планинарењето ги брише
економските разлики. На планина никој не прашува колкав ти е новчаникот, бидејќи не ти треба. Немаш што да купиш. На планина никој не те прашува која религија си. Сите што идат на планина се ја прифаќаат природата како религија и како ово. На планина никој не те прашува дали си од оваа или од онаа политичка партија. Не се дискутира за политика. Сите граници кои што ни стојат, сите бариери кои што ни стојат во секојдневниот живот се бришат на планина. На планина сме сите другари. Никој мене не ме вика професор. Никој не ме вика доктор. На планина не се дискутира на некој високо научен или не знам каков софистициран јазик. Се враќаме сите на исконската комуникација. И сега вака, доктор, да објасниме на работа, кога етапно се качува на некој врв. Има некој одреден водич кој ја води другата група, да. Скалило по скалило, и овие дозвола го слушаат и се оди чекор по чекор до врвот. Има некоја хиерархија таму? Апсолутно. Првото и основно правило за да планинарењето биде задоволство, а не опасност, е да се има планински водич. Значи, тој кој што ја води групата да биде искусен и да ја биде едуциран, да има сертификат. Планинарскиот сојуз на Македонија има отворено веќе 10 години центар за обука на водичи. И нашите водичи завршуваат теоретски дел, практичен дел, теоретски зимски и практичен зимски дел и добиваат лиценца. Со тоа стануваат лиценцирани водичи. Имаат мајца, имаат значка, имаат сертификат. Тој водич е спремен да организира групата и да ја носи на било која од нашите планини безбедно, да не се замори групата и да ужива. Спремен е да ги препознае сите метеоролошки опасности, сите опасности на теренот, сите биолошки опасности, змија, пајак и така натаму, да пружи прва помош и да ги подучи учесниците на групата на екологија, на фауна, на флора и на културно-историски споменици низ кои што поминуваат, манастири, цркви и така натаму. Тоа е организирано планинарење. Има и многу неорганизирани тури или групи кои што неорганизирано се движат низ нашите планини и слушаме повремено се изгубил, настрадал во магла и така натаму. Во животот во све има правила и има едукација. Треба да се научат правилата, треба да се следат правилата. Најдобро е за тие што сакаат да се бават со планинарење да почнат со организирано планинарење, а тоа е да се учленат во планинарскиот клуб во градот во кој што живеат. Ние во секој регион, во секој град имаме планинарски клуб. Јас сеќавам, имав еден пријател, отишол на лекар и му рекле дека има многу триглицериди и удри на планинарење и за 3-4 месеци холестеролот го снема. Да. Сега медицински аспект, јас не можам да зборувам, вие може да кажете подобро. Триглицеридите, односно маснотиите, се јавуваат како резултат на нивното нетрошење. Значи, вие не ги трошите и тие остануваат во телото, во циркулацијата. Ако ги редовно трошите и помалку примате, вие на планина нема да носите да јадете сланина, сигурен сум. На планина ќе јадете лукче, кромитче и сиренце и ќе пиете изворска вода. Од тоа не се добиваат маснотии во крвта. А тие кои што се веќе во телото, вие ќе ги согорите како енергија. Може да зборуваме за вашиот еден од најголемите потфати, тоа е на Антарктикот. Како професори се подготвувате за тоа, да кажем, таа голема авантура? Никако посебно не се подготвував, тоа дојде сосема случајно, така да немав никакво време за подготовка. Сосема случајно ректорот... Како падна идејата всушност? Идејата падна една зимска ноќ, мислам дека беше некаде февруари, снег затрупано Скопје. Ми се јавува тогашниот ректор на Универзитетот Кирил и Методи,
vo Skopje i mi vika dojdi, ja sam tamo i tamo i imam jedan gospodin od Bugarije koji što saka da te vidi. Niti znajev ko je, niti što je. Zapaliv kola se probiv ni staja mećava, so taja grupa na profesori od Sofije i od Skopje sedeše, da go rečam načalnik, odnosno tojko što je formira bugarska ta baza na južni pol. I tipot mi vika, sakaš li da bideš sledni od člen na ekspediciju? Ja vikam, kako ne? Storeno, kažano storeno, ja se spremiv, se spakuvav, otidov za Sofija, zajedno so grupata, letnav me, otidov me na južni od pol. Na kratko je ova prikaskata, znači nema period na pripremu. Сега да ни објасните тамо, професор, знаеме дека имаме екстремни услови и тука че организмот мора да биде максимално адаптиран. Прво, да не се лажеме, тамо може да биде кој год сака, ако е психички спремен. Шо значи психички? И оле да е здрав, нормално, и да може да совлада одредени физички, ево сега се даваат баш инзертите од Антарктикот, да биде во добра физичка кондиција, али не знам колкава, да биде добра здравствена состојба и најбитно е да биде психички припремен. Тоа е тотална изолација, значи 18.000 километри растојание од дома, од Скопје. Комплетна изолација, долго време, со иста група од 7 души треба да останете 2,5 месец. Сега водите сметка. Не може да јадете тоа што сакате, не може да правите тоа што сакате, него тоа што дозволуваат условите. Ево како тоа изгледа. Ова е периодот на антарктичко лето. Колку е температурата тогаш, професор? Температурата во текот на летото, на антарктичкото лето, се движи од -7, -17 навечер и до нулата, -2, -3 преку ден кога грее сонце. Меѓутоа во антарктичката зима тамо е измерена најниската температура воопшто измерена, -93 степени. Камен пука, што се вика. Непредвидливи се временските услови. Она што е стален придружник, тоа е ветерот. Значи, ветерот дува постојано, само е прашање кој интензитет. Дали со 60 или со 160 км на саат ќе ве удри, дали ќе биде бочни или челни ветер, а често пати го менува правецот, па одеднаш од челни ќе се претвори во тилни ветер и ќе те обори доле на снегот. Интересно доживување. Имате ли некој непријатна случка еве на ова? Непријатна не. Непријатна случка не, или некои потешкоти во? Лично немав никакви потешкоти, а за среќа јас бев лекар на 3 бази кои што беа тамо во таа регија, шпанска, бугарска и америчка. Ги гледав книгите здравствени, протоколите што се водат. За 10 години ниједна повреда, ниједно заболување. Што е невероватно. Да. Меѓутоа, стресот, човек е тамо спремен на сето тоа да го доживее и сето тоа, таа напнатост, тој стрес не дозволува нити да се разболите, нити да се повредите. Ако скршите нога, нема што, останувате тамо. Нели? Тоа го знае организмот и се штити со тоа да не биде повреда. Ајде, кажете ни уште некои детали вака од другите земји, од Словенија, Хрватска, планинарење, некои интересни анегдоти, ако имате? Анегдоти имам многу. Планинарењето низ Балканските планини, отприлике исто како овие наши весем северниот дел, каде што се Алпите. Хималаите се интересни, афричките планини се интересни. Сум бил на Килиманџаро и на Маунт Кенија. Маунт Кенија е за мене, зборувам за мене, тоа не мора да значи за сите, една од најубавите планини низ која што сум се движел.
se naođa točno na ekvatoru, ti koje zastanete na vrvot na Mount Kenija, to se vika Point Lenana, vi je točno so jednata noga stojite na južnata polutopka, so drugata noga stojite na severnata polutopka, ekvatorot je ispod vas. Jedna prekrasna planina koja što dodeka se kačuvate do 3,5-4 metri idete niz džungla vo prvi odel, pa posle toga idete niz jedno more od treva koja što vi dođa do vrato, imate čustvo deka plivate niz treva, do glečerite gore Nelion Bation pred sami od vrv i do glečerskite jezera koji što ima prekrasna plavo-zelena tirkizna boja. Nema zborovi toa da se opiše. Toa čovjek treba da bide tamo za da go dožive. I vjerojatno ova se inzerti od Sahara. Sahara. Ova se inzerti. Ja sam verovatno jedinstveni od ne Makedonec nego Jugosloven koji što pominal... Koje godine je ovo? Ova je pred 34 godini ravno. Koji što pominal 4700 km niz Sahara so stojadin, so zastava 101. Što je ludost, sega ne bi me naterale so puška da pobinam so stojadin tamo, ali vo toa vreme tako, ova je ekipata i ova je interesno doživljanje da se vozite niz pustinja kada što nema patokazi, so vozilo koje što ne je prilagodeno za takov teran. Da se ima stično Pandam, Reli Paris Dakar. Da, ama to se so specijalni vozila organizirano i tako. Nije otidov me grlom vo jagodi što se vika, nepripremljeni, bez karta. Sa koga brojte vi? Ja žbe po ta vreme vo Libija, vo Derna, rabote vo bolnica kako neurohirurg i hirurg. I ova se kolegi moj ko što rabote vo istata bolnica. Mi se stvori želba da zamine me i zaminav me na 4 dena niz Sahara. Profesore, koliko je važna, malo сега da idem na druga strana, koliko je važna pravilната ishrana kao ovие mladi populacije, gledam дека не се dobro hranat i pоради тоа и таа физичка неактивност, па кога ќе се сет збере на куп, огромни проблеми се прават. Исхраната... Кој е вашиот рецепт за здрава исхрана? Нема универзален рецепт. Постои една изрека која што вика здравјето доаѓа преку уста. Апсолутно точно. Жалосно е што сегашната, не би рекол млада генерација, бидејќи е тоа присутно и при било која генерација, сегашниот човек, сегашното човечко суштество, здравјето го бара на погрешно место. Што значи тоа? Здравјето го бара во апотека. А здравјето, јас велам, се наоѓа на пазар. Немам потреба да идам во апотека и да купам калциум, магнезиум, таблети, она што секојдневно го гледа. Влезите во една аптека и ќе видите цел еден зид е нареден со калциум, магнезиум, селен, ово, оно, витамин А, витамин Б, витамин С. Зашто би земал лабораториски витамин, кога од спротивната страна на пазар имам природен витамин? Ќе земам морков, ќе земам јаболка, ќе земам Макдонос, ќе земам лук. Тоа е првото, значи, пак човекот е повеќе склон кон виртуелен начин као што е склон на виртуелен начин на живење, е склон на виртуелен начин на исхрана. Ке готнам едно апче и баш ми е гајле. Место да отидам на пазар да земам 2 моркова и 1 краставица. Сега, исхраната. Од каде да почнеме, не знам, од пиењето. Има ли некој подобар пијалок од здрава, убава, ладна изворска вода? Погледајте, ние и возрастните и младежот не сме навикнати да пиеме вода. Пиеме Кока-кола, полна со шекер, пиеме, нека не ми замерат производителите, меѓутим тоа е факт. Нити пропагирам, нити критикувам, секој има право да си направи слободен избор.
Okej je da se napije čovek Coca-Cola, ja spijam Coca-Cola, pijam i Pepsi, pijam i gazoza. Međutim, to je jedna čaša vodek na den. Glavno prijemna tečnosti mi je najobična voda. Pogledajte ja ishranat. Nije imame polufabrikovana hrana. Ona što gojademe veke pripremeno, taka narečeno fast food. Pizza, McDonald's i to. Nemam ništa protiv ni pizza, ni McDonald's, ni hamburger, ni cheeseburger. Povremeno i ja zgijadam. Ali poveke sakam turlitava. Nešto što se krčkalo su saati. Tak. To je kvalitetot na ishranat. Сега pogledajte go načinot na koji što nije to ago konzumirano. Vratite se kako dedovi ili kako koga ste bile dete se bilo organiziran ručak od vašata familija. Se čekalo da dojde glavata na familijata, dedoto, masata bila postavena, se sednujelo, se počnujelo so salata, pa jedno rakijiće, pa 1 sat muabet, pa supa, pa glavno to jadenje. Pa kafe na kraj. Celo to je trajalo 2 sata, 2,5 sata. Uživanje. Takali? Uživanje. Znači, tu kad se zboruvalo za familijata. Vije ne ste žderele, vije ste jadele. Kako je segašno to jadenje? Sega ne jademe, sega ždereme. Za 15 minuti, koliko što imate pauza od rabota do rabota, vijek je nabijete 1/4 burek, 2 čaši jogurt, za 15 minuti i nazad na rabot. Jedno to je uživanje, drugo to je ždraње. Vi na neki način, doktore, preferirate i poveće pativo teko na dnevno da se jede pomalko? Apsolutno. Zašto? Pogledajte, site oni koji što imaju problem s težina, dovađat kaj mene i velat, ama doktore, ja ne znam zašto imam 130-140 kila, jadam jednaš na den. Tok mu zaradi to. Jednaška na den, on prima duplo poveke nego što mu treba. Go opteretuva želudnikot. Zamislite jedna fabrika. Ako vo taja fabrika jednaš vodenot dojdat šleperi da donesat materijal, ke se zapuši fabrikat. Neri, sekoj den dovađat po 10 šleperi vo 9 časot na večer. Jednaš. A zamislite ako 9 šleperi dovađat na sekoj saat po 1. Ke dojde jedan, ke se rastovari, ke dojde drug, ke se rastovari. Nema začepuvanja na fabrikat. Vi go začepuvate organizmot, go začepuvate stomakot, koji što niti ima vreme da preraboti hranata i se proširuva. Stanuva kako torba. Ta torba bara uvek da bide napolnet. I vetera da grickat. Ona što je sedni pored televizor i poči da grickaš, neli? Čips od ovo i od ono. To je nepotrebno optovaruvanje na organizmu od so da li je ovaj ritual ga pravite vi sa vašto semjestvo doma? Nije, imame ritual doma i decata i ja si soprugata, neli? Ona što vi go raskažem se trudime da go zadržime tradiciona, onaka kako što moj od pradedo jadel i kako gotvel, taka i baba mi kako gotvela, taka se gotvi kaj nas doma. Sekogaš ima spremeno jadenje, nikogaš kupeno od industrijski pripremeno. Ruček od započnuva so 1 čaška rakijička, sega na ovije goreštini ne, normalno. Međutim, ima salata, ima supa, ima jadenje i ruček od traje najmalku sat i pol. Go zavrajavate to kao vino, pivo? Apsolutno da. Vidite, sve što je u umereni količini je dobro. 1 čaša rakija je dobro. Međutim, 1 šiše rakija je štetno. 1 čaša vino je itekako korisno. 1 bure vino ke vi ubije. Sve zavisi. Razlikate između otrovot i lekot je količinata. Doktore, predlažem se da napravimo jedna kratka muzička pauza, pa ke продолжimo понатаму sa našeg razgovora. Почитувани гледачи, го продолжуваме разговор со доктор Јовица Огриновски. Професоре, да не забораваме да го спомнеме и пливањето, како еден многу важен спорт за развојот на човечкиот организам.
Ne samo plivanje, to nije se zadržavme na planinarenje, to na planinarstvo, to... Sve ako ne pozvolime za more, za plivanje. Da rečeme, zato što je to sport rekreativna, koja što ja sam je odbrao. Plivanje to je isto taka i tekako koristan sport i rekreacija. Jedinstvena ta nezgoda je to što vi to ne možete da go pravite preko cela godina. Limitirani ste vo periodot i limitirani ste vo trajanje to na taja aktivnost. Hvala Bogu, sega i vo poveke naših gradovi ima bazenike što može da se obavuva ta aktivnost. Inače, voglavnom, to je aktivnost tek na letnite meseci koga klimata tuka dozvoluva plivanje. Plivanje to je apsolutno odličan sport i odlična rekreacija, so koja što se modelira telo, to se potiknuva dišnata muskulatura i tako nadalje. Futbalot je isto tako odlična rekreacija, tenisot je odlična rekreacija i sportska aktivnost. Ne postoji sport koji što ne bi go preporačao. Sve zavisi od afinitetot na individuata koja što saka da se bavi. Pa duri se kod jedното pešačenje po 5-6 km je odlična работа. Apsolutno, da. Po možnost tova da se obavuva na čiz vozduh, ne vo gradska sredina. Ja sam protiv džogingot, na primjer. Džoging vo gradska sredina je poveke štetno otkolku korisno. Bidejki vije dišete zagaduvanjata od gradot. Ako so normalna aktivnost, ja zdišam 5 litra tek na jedna minuta, so dviženje to, so džogingot, vije dišete 30 litri vozduh. Znači, vije ste filter na zagaduvanje to na gradot. Džoging, dviženje, pešačenje na čiz vozduh, vo planina, vo park i taka, apsolutno da. Ali ne vo gradska sredina. Velosipedizmot, mountain bike, me raduva što je to sport koji što je vo podem. Sve poveki i poveke mladi lica, ki gi vidite so velosipedi, se dvižat i po planini i vo... I uradna rabota već je nekoj tako. Apsolutno. Nema me potreba, nije vo Makedonija so 8-9 meseci prekrasno vreme da ideme so automobil na rabot. Velosiped. Profesore, ponekad ga preučimo našeg razgovora, postoje apelirаме дека младите треба да спортуваат, да се движат, за да утре имаме здрава генерација на македонци. Кој е вашиот совет до младите луѓе, како искусен човек, поминато се во животот? Јас не сакам да попувам обично, не сакам да давам совети, јас го кажувам моето мислење, мојата филозофија, мојот начин на живење, не го натурам, јас го кажувам. A da li neko će go prihvati ili ne, to je njegov pravo na njegov slobodan izbor. Ono što bi možel generalno da sovetujem, da današnjite deca da gi prašat njivnite tatkovci ili ušte podobro babi, kako živele, kako jadele, koga legnuvale da spijat, koga stanuvale od spijenja. Neka gi prašat, neka stavat prst na glava i neka se zamisli. To je moj odsovjet. Убава мисла во секој случај. Да се надеваме дека вие и понатаму ќе бидете активни покрај медицината и во планирањето, ќе ни дојдете пак во Куманово. Со задоволство. Има ли некој сега во најава активности планинарското друштво Куманово? Оној ден имаше некој успешно искачување на Хималаи. Кумановци се доста активни, они си имаат како по-старата генерација, така и помладата генерација, они имаат календар, ние имаме, секој планинарски клуб има календар на годишни активности и они го спроведујат тој календар на годишни активности. Активни се во анимирање на младата популација да се приклони кон планинарењето. Она што можам да го најавам е дека сега во август месец, 19. август ми се чини, го организираме Балканскиот младински камп, ќе биде тука во Скопје и во Маврово, во Македонија, што значи дека млади планинари од 16 до 21 година од сите балкански земји, од Турција до Словенија ќе бидат присутни тука на дружење, на обука, на основни запознавања со основите на планинарството и што е најважно ширење на
drugarstvo, zapoznavanje na kulturi i tako. A kao sport što ne povijek gledate na televiziji? Ne gledam na televiziji, to ne je sport. Sport je ako ja sam direktan učesnik, a da sedam i da gledam futbol, gledam. Gledam futbol, gledam košarka, gledam odbojka, gledam rakomet i taka, mnogo retko. Koga se to nekoj međunarodni aktivnosti. Ali da sedam so čaša pivo bo fotelja i da gledam 2 sata futbal ili tenis ili rakomet, ne. To nego računam za sport. Izlezam u Bavča i kiskosam treba ili kiskopam patliđanite doma. Profesor, благодарам što бяхте гости во нашата утринска програма. Се надам дека повторно ќе ни дојдете во студиото на К3 и повторно да разговараме за спортот, за планинарството. Со задоволство. И во секоја прилика ќе се види. Почитувани гледачи, тоа беше професор Јовица Угриновски. Благодарам за вниманието и пријатно попадне со К3 телевизија.